Превентивата е најважна за спречување на кариес, а помеѓу кочанските деца најмалку е застапена. Стоматолозите со превентивни и едукативни предавања на децата од предшколска возраст за зачувување на забите од расипување, посебно од појавата на кариес, кој се повеќе е застапен кај децата. В градинката се направи еден контролен преглед, кој го препорачувам на сите родители, барем да ги паметат периодите. Инаку возраството ни е дадено на 4 години систематски. Меѓутоа, моја пракса е да ги прават контролните прегледи на 3 пати во годината. Лесно за памтење, крај школска година, полугодие и почеток на школска година. Тогаш ќе се делува превентивно кај децата на благовремено откривање на кариесо, кој е доста распространен кај младата популација, и нормално родителите и децата ќе ги немат проблемите што ги дават самите забала кои се во голем дел со кариес. За превентива и за орално здравје на децата, моја пракса е кога дојдат децата треба да се упатат како треба да се ги мијат запчињата и поделивме по една четка за заби и покажавме како треба да ги мијат забите. Стресниот и динамичен начин на живот ги спречува родителите редовно да ги носат децата на стоматолог и на најважните превентивни прегледи. Затоа доаѓаат кога веќе забите се болни и кога е доцна, односно кога кариесот зафатил голем дел од забите, велат лекарите. Најчесто кај малите деца, кога веќе ќе стекнат навика, самите ги потикнуваат родителите да ги водат на стоматолог. Дали брзиот живот, динамичниот живот кај родителите не и дозволува или се со други проблеми преокупирани, најчесто ги доведува децата кога имаат проблеми. А превентивата многу помалку е застапена. Доктор Панова ги едуцираше децата од градинката Павелина Велјанова клон 4, колку и како треба правилно да се четкаат забите и колку пати во годината и кога треба да се посетува стоматолог, како дел од превентивните и редовните прегледи на забите.